Ќе читаме Битие 15 глава од 1 до 18 стих. По оние настани беше упатено слово Господово кон Авраам во видение. Не плаши се, Авраме, јас сум ти закрила и наградата твоја ќе биде многу голема. А Аврам рече: Господи, зошто ми се твоите дарови кога сум без пород, а наследник во мојата куќа е Елиезер од Дамаск? И пак рече Аврам: бидејќи ти не ми даде потомство, ете, затоа еден од слугите родени во куќата моја ќе биде мој наследник. Но Господ пак проговори: нема тој да ти биде наследник, туку оној кој ќе произлезе од тебе, тој ќе ти биде наследник. Но Господ пак го изведе надвор и му рече: погледи на небото и изброј ги ѕвездите ако можеш да ги изброиш. И му рече: толкаво ќе биде потомството твое. И му поверува Аврам на Господ и тоа му се засмета за праведност. И му рече: јас сум Господ кој те изведе од Ур Халдејски, за да ти ја дадам оваа земја да ја владееш. А тој рече: Господи, Господи, пошто ќе познаам дека ќе ја наследам? И му рече: принеси ми јуница од 3 години и коза 3 годишна и овен од 3 години, а и грлица и млад кулап. Тој го зеде сето тоа и ги пресече на половина и ги стави сите половини една спроти друга, само птиците не ги преполови. А птици грабливки слетуваа на лешевите, но Аврам ги бркаше. А кога сонцето беше на залез, го совлада Аврам длабок сон и ете го опфати голем мрак и го обзеде ужас. И Господ му рече на Аврам: знај дека потомците твои ќе бидат придојдени во туѓа земја, ќе робуваат и ќе ги мачат 400 години. Но јас ќе го судам народот кај кого тие ќе бидат во робство, потоа тие ќе излезат оттаму со големо богатство. А ти ќе отидеш кај татковците своји во мир и ќе бидеш погребан во среќна старост. Тие пак во 4-то колено ќе се вратат ваму, зашто беззаконијата на аморејците уште не го достигнале својот врв. А кога сонцето зајде и падна мрак, ете, дим како од печка и огнен пламен помина меѓу оние делови. Во тој ден Господ направи завет со Аврам. Амен. Амен. Ви неколку недели ќе зборувам на темата богојавление и ќе се навратам, ќе објаснам што значи тоа. Не знам како вие поднесувате промена на температура кога влегувате во вода, но јас бев познат по тоа да влегувам во морето од прилика 30 минути или во езеро, кај сум 30 минути влегувам затоа што не можам да ја поднесам водата колку е ладна. Сите веќе се избањале, се испливале и изиграле со топка внатре, јас уште и обично се ја пеев песната I feel good. Не знам зашто така. По тоа бев многу познат. Сега прв пат кога видов водици, бе веќе прва година средно. Знам дека е касно и не бев бавен во разбирањето или малце бев, ама не до толку. Поентава е дека голем дел од основното образование, јас не бев тука во Македонија, со моје бевме во Хрватска и таму таа традиција нема во општеството, така да тука кога дојдов, прва година средно, спиев баш тие неколку денови кај цимберот во едно село Струмичко Сушица. И ако тие што знаете кај е Сушица, ќе знаете дека тоа е отприлика на почетокот на Огражден, таму веќе како планинско село му доаѓа, не целосно, но малце. Така да кога требаше да се скока по крстот за време на водеца, тие одеа малце повисоко од селото, кај што има еден поток, еден вир што се прави таму и таму скока. Да се подсетиме дека се работи за 19 јануари во таа вода. И баш таа година му се, пошто имало ред во селото, по појмањето, не се разбирам во сите тие работи, ама таа година му се паднала редот на мојот цимер и човекот мораше да скока по крстот. Јас го гледам тоа и викам, тоа мислам ја летно време у топла морска вода, не можам да влезам 30 минути, ова нема шанси. Водици. Богојавление, во Јордание, сите тие термини, ако сте слушнали, сите тие го описуваат, тој е еден познат празник во Македонија кој го означува крштевањето на Исус Христос од Јован Крстител. Тоа е многу значаен момент.
Богојавление, освен што е познат по наслов на Христовото крштење, тоа е теолошки концепт кој означава неколку важни настани во Библијата. Тоа не е само крштењето на Исус Христос, тоа е најпознатото богојавление и по тоа христијаните го слават, но тоа е концепт, теолошки концепт е тоа во Библијата кој означава неколку настани. На грчки тој термин се вика теофанија. И искрено да кажам, нашиот збор е многу добар превод, затоа што буквално го означува тоа богојавление. Бог кој се открива, Бог кој се објавува во тој момент. Тоа е еден посебен настан во кој човек пред себе или во моментот со своите сетила може да го искуси Бог. Дали тоа со поглед, дали тоа со уши, со мирис, со што и да е, човекот со своите сетила кои ги има од својата природа може да го искуси Бог. Можеби до сега, тие што не сте многу можеби запознаени со христијанство, ќе кажете, мислите дека христијанството е така една приземена религија. Една, да кажеме, религија која либералното христијанство нуди, тоа е еден кроток живот, супер, ако ги примениш ти некои правила во животот, ќе имаш мирен и супер христијански живот. И нема ништо драматично околу тоа. Можеби такво размислување имавте за христијанството. Теофанијата, богојавлението, ги пробива сите тие може стереотипи за христијанството, за приземјеното христијанство и отвора можност за средба со битие кое не е од нашата димензија. Средба со битие од друг вид. Тоа звучи сега како некој од тие научно-фантастичните филмови што ви кажувам. Но отприлика за тоа се работи. Тоа е богојавление. Бог му открива на човекот реалност која е скриена за нашите сетила. Со очите не ја гледаме, со ушите не ги слушаме. Бог во тој момент на богојавление ги открива тие скриени нешта од нас. Да го искусиме Него. Текстот кој е познат и според кој се слави, се празнува богојавлението, се наоѓа во сите евангелија, а тоа е крштењето на Исус Христос. И тоа е многу значаен момент. Јас ќе го читам само текстот од Марко, првата глава, 9 до 11 стих. Вели вака: А во оние дни дојде Исус од Назарет Галилејски и се крсти од Јован во Јордан. До тука немате ништо драматично. Тоа сте го искусиле, тоа сте го виделе и прекрасно. Многу е приземјено. Исус доаѓа, оди во Јордан, Јован го крстува. Тоа е нешто што сме го искусиле, сме го виделе. Но и кога излегуваше од водата, веднаш виде како се отвараат небесата. Што значи тоа? Се отвараат небесата. И духот во вид на гулаб како слегува над него. И тоа не е доволно. И се чу глас од небесата: Ти си мојот возлюбен син, кој е по мојата волја. Богојавление. Овој текст го одбележува овој настан кој црквата го прославува како водици, како богојавление. Тој е почеток на Христовата овоземна мисија. Секако, кога наместо теолошки според Библијата, нештата ќе се толкуваат народски, како што имаме обичај ние кај нас да го правиме тоа, почнуваме да мешаме и баби и жаби. Почнуваме да измислуваме разни приказни, адети. Има честопати јас знам да налетам на некој пост кај што ќе ти каже тој празник е, во никој случај тоа да не го правите. Сте го сретнале тоа? Да, има многу такви работи. Или тој празник е, морате тоа и тоа да го направите. Ако не го направите, воспротивно и не знам, обично некои стари работи има као појма немам. Обично со плодност се поврзува со жените и така натаму. Не знам. Со брак и слично. Значи има многу народски толкувања што би тоа можело да значи. Вечерта што и да посакаш, Господ ќе ти го даде. Го имате и тоа. Или тој што ќе го фати крстот, ќе има среќа цела година. Или тој што ќе се напие од тие води, ќе биде здрав цела година. Вистинското значење на богојавление, дали Господ може да се открие во сите тие работи. Имаме еден принцип за како Господ може да делува, што ми мене како еден, тоа е нормално, тоа не е правило, тоа е исклучок, но Бог може така да делува. Кога ќе кажам, кога ќе се обидеш да го оквириш Бог како Бог може и како не може да делува, јас викам секогаш вака. Бог во Библијата прозбори преку магари.
Значи, Бог може секоја ситуација, секој случај да го искористи и да действува. Дали тоа е правило? Тоа е друго прашање. Вистинското значење на богојавление е во сенка на тие народски обичаи и толкувања и реално никоја црква не го проповеда тоа. Тоа се народски обичаи и толкувања. И Христовата сила се ограничува и ја осмеруваат во правец во кој не делотворна. Семогниот Бог действува само на еден поединец кој ќе има среќа цела година или само на тој начин можеш да бидеш здрав цела година до следното богојавление. Се заборава што се случи вистински на тој ден. И не само за тогаш. Туку ефектите од тој ден влијаат силно и на нас денес. Богојавление не можеш да го ставиш во еден историски контекст и да кажеме тоа тогаш таму тоа се случи и завршена е приказната. Секое богојавление буквално во буквална смисла на зборот ја менува нашата историја. Кога Бог се јави на Аврам, ја промени нашата историја. Кога Бог се јави на Мојсе, ја промени нашата историја. Кога Бог се јави во Исус Христос, ја промени нашата историја. Кога Бог се јавува, нешто драматично се случува и се менува. Тоа е силна работа. Тој ден селекцијата не беше на неколкуте слекни кои се најдоа на тој настан, кога се крштава со Исус. Сега во тој настан е посебен, да го слушнеш Божиот глас, да го видиш Светиот Дух во вид на гула како се спушта, но во толпата имаше луѓе кои поверуваа во Исус, имаше и луѓе кои не поверуваа во Исус, без разлика на тој настан. На тој настан имаше и фарисеи, имаше и садукеи, кои до крајот на животот на Исус не поверуваа во него. Без разлика што го видел тој акт, тој настан на богојавление, без разлика што ги видела сите чуда, без разлика што го слушнаа Исус, како проповедаше и што зборуваше. Без разлика на се. Тие повторно сакаа да го убијат. Крштението на Исус, богојавлението и ефектите од тој момент можеш и мораш денес да ги почувствуваш за тие да имаат значење за тебе и денес. Бидејќи тие ефекти не се распоредуваат по некаква случајност на тоа дали некој ќе го фати крстот или не се делотворни само за оние кои ќе пијат од осветената вода, кој ќе им донесе здраве цела година. Сите тие се слаби ефекти, доколку во тоа беше поентата. Сите се тие слаби ефекти. Ограничени слаби ефекти. Ефектот од богојавление, он е најважниот ефект, е дека Бог доброволно се дава за нас. Тоа е најважниот ефект кој влие врз нашиот живот. Поважен ефект не постои. Ефектите и силата од тој настан вистински се пренесува преку вера. И лековитите ефекти се однесуваат на силата на воскресението. А среќниот добитник е секој кој својата вера ќе ја положи врз Исус, оној кој се крсти и за кого Бог ја објави дека е неговиот возлюбен син во кого е неговата волја, а ние треба да го послушаме. Тоа е силата и вистинскиот ефект на богојавление, настанот на крштението на Исус Христос. Тоа е конечната објава за Божиот конечен акт за спасение на човекот и за обнова на целиот свет. Ништо помалку. Не еден настан во годината. Целиот тој живот треба да има влијание од тој ден на богојавление. Колку и да е значаен, крштението на Исус не е првиот таков настан во кој човекот бил сведок на богојавление. Богојавлението на почетокот бил секојдневен настан за Адам и Ева. Прик вечерта, секој ден, тие имале средба со Бог. Со падот во грев, тие не биле во состојба да го поднесат Божјото присуство. Нека Бог не може, и он не може да го поднесе гревот, но самите луѓе со падот во грев не можеме да го поднесеме Божјото присуство. Застрашувачко е. Фантастично е, но и застрашувачко за нас. Другата недела ќе зборам за Мојсија и ќе зборам повторно, ќе го нагласам тоа присуство Божјо, каков терор носи за луѓето кои го искусуваат. Нешто што е присутно, речиси при секоја Божја објава во Стариот Завет, можеме да читаме, е дека присутен е темниот црн облак, кој ја прикрива Божјата слава.
Црниот облак ја прикрива Божјата слава. Бог се крие за човекот да може да го поднесе тој настан. Бог не штити со тоа што се покрива со црниот облак. Денес ќе зборувам од текстот кој Фани го прочита на почетокот. Ќе разгледаме една праслика за тоа што Бог во конечност ќе го исполни во својот син Исус Христос. Нешто кое Бог го најавил на Авраам околу 2000 години пред Исус да дојде на земјата. Битие 15 глава, 1 до 18 стих почнува со овие зборови. Господ му се објавува на Авраам и вели вака: не плаши се, Авраме. Бог ја адресира првата реакција која Авраам има кога тој се објавува на Авраам. Не плаши се. Јас сум ти закрила и наградата твоја ќе биде многу голема. Јас ќе бидам твојот избавител. Со овие зборови Бог се објавува на Авраам. Понекогаш мислиме дека Авраам го имал тој луксус секој ден кој ќе му текне да има Божја објава. Читате го текстот внимателно, ќе видите дека Бог се објавува на Авраам да излезе од земјата на Урхалделски и така натаму. И после 7 години пак му се објавува. Тоа 7 години, тоа не е денес за утре. Не знам дали сте чекале нешто, некое ветување, кога некој нешто ќе ви вети. Какво е тоа исчекување? 2 дена е тешко да се исчекува. А 7 години? А 20 години? Колку е тоа тешко? Авраам чекал. Бог му ветува и тоа му ветува нешто кое Авраам не може ни да замисли како тоа може да се постигне. Жена му не може да раѓа, тој е стар, а Господ му ветува син. И сега Авраам не е млад, Авраам е 80 години кога добива тоа ветување. Тој е свесен, знаете, Библијата е многу свесна за биологијата. Библијата не го одминува тој факт. Авраам знае дека тој е стар, дека жена му е стара, дека тоа е невозможно. Но тој е во исчекување на тоа ветување. Авраам знае дека секоја година што одминува, тој не станува помлад. Тој станува само постар. А Господ му се објавува од време на време. Авраам го нема тој луксус цело време да знае што се случува. Полека, една по една објава. Во просек од неколку години Господ му се објавува и му зборува. Господ му вели: треба да еш трпелив и да чекаш. И твојата плата или добивка ќе биде голема. Може би мислите на Авраам беа насочени кон благослов за наследник на неговиот имот. На крај крајава Авраам бил богат човек. Многу богат човек. Некои цареви од тој момент, од тој простор каде што тој се движел, биле засегнати. Склучувале пакт со Авраам, да тој не ги нападне нив. Толку бил богат тој човек. Толку бил голем, толку бил неговото поседство големо. Неговото семејство бил он и жена му. Ама не завршува тука, тој имал толку многу слуги што бројот на тие што патувале со Авраам биле над 300 луѓе. Богат човек. Со многу говеда, со многу поседство, со се што тој го обкружува. Некои цареви биле засегнати. Единствената работа која Авраам ја очекува од Бог е син, наследник. И верувам дека тој неговиот фокус го ставил таму. Единственото нешто кој тој сакаше да го добие беше синот. Сепак, наградата која Бог ја има на ум, ги надминува сите концепти кои Авраам може да ги разбере. Таа награда за верата на Авраам е праслика на спасението. Не е само син, туку преку синот доаѓа едно огромно наследство. Во вториот стих, овој текст на Богојавление, освен Божјата сила, ја открива и нашата слабост, нашата импотентност, нашата празнина. Авраам немаше дете, немаше наследник. Освен благословот и наследството кое Бог му го дава на Авраам, Бог мораше да даде и наследник. Авраам и тоа не можеше да го даде. Во ова целост се открива слабоста на човекот да принесе нешто на Бог. Што може Авраам да му даде на Бог во тој момент? Ништо немаше. Немаше. Господ му вика ќе те благословам, а тој немаше ни наследник да го прифати тој благослов. Дури и најосновната карактеристика за човекот не може да биде делотворна и доволна да се даде на Бог за возврат.
Но тој, Авраам, му поверува на Јахве. И тоа беше доволно. Зарем Бог случајно го одбра Авраам? Што мислите вие? Кај Бог има случајности? Не беше по природните квалитети кои ги имаше Авраам или до потенцијалот кој он го имаше како човек. Туку беше во еден друг квалитет кој Авраам го поседуваше. Во тоа Господ го виде Авраам. Бог гледаше на неговата вера и на неговата доверба. Авраам поверува во тоа што Бог му го каже и му го вети. Едноставноста на Авраам беше најскапоцениот дел од него. Господ му кажа, тој поверува. Неговата едноставност беше најважниот, највредниот дел од личноста Авраам. Секогаш кога Авраам комплицираше, како сите ние што знаеме да комплицираме, доаѓаа проблеми. Секогаш. Оди во некоја земја, Сара, ќе кажеш дека си ми сестра, пошто ако те види некој колку си убава, ќе му убијат мене и тебе ќе те земат и готово. Што се случува? Тоа на неколку пати, не дека Авраам научил лекција од првиот пат, не ја научил од првиот пат, требаше и втор пат да има. Многу работи се случува. Секогаш кога Авраам се обидуваше да искомплицира, да го разбере тоа, нели? Доаѓаа проблемите. Бог повторно и повторно требаше да го спаси. Верата. Јас верувам дека не постои појасен стих во Библијата која открива основата на односот помеѓу човекот и Бог. Кога ќе се согласи се, кога ќе се соголи се, кога ќе се соблечеме од сето тоа што ние го поседуваме како луѓе, кога сите обичаи ќе ги снема, кога сета традиција ќе се стави по страна, ќе остане токму тоа. Верата, како основата на односот помеѓу Бог и тебе. И не постои ништо друго. Се што ти си направил, се што можеш да направиш, се што си кажал, се што си прочитал, сите тие обреди кои ги правиме, се паѓа во втор план. Апсолутно се. Се паѓа во втор план. Основата е твојата доверба во Бог. Не постои друг начин односот со Бог да биде реален. Не постои. Не постои жртва доволно добра, доволно голема, која можеш да му ја принесеш на Бог, да ја направиш, да биде доволно добра за Бог. Верата во Бог е основата на односот со Бог, бидејќи, како што вели Библијата, без вера не е можно да му се угоди на Бог. Нема шанси. Што и да правиш, без вера не можеш да му угодиш на Бог. Знаете, првиот греф со кој се соочи човештвото, Адам и Ева, тие верата ја положија во зборовите на змијата. Тука беше најголемиот проблем. Тие во тој момент кога и поверуваа на змијата, не му поверуваа на Бог. Тоа беше крајот на таквиот однос кој го има од самиот почеток. Тоа богојавление кој беше секојдневно, не можеше повеќе да се случува. Верата во евангелската приказна која читаме во Библијата е она која донесе исцеление на многумина чија квалификација беше за никаде. Прво, не евреите. Во евангелската порака на Исус гледаме дека добија исцеление. Војсководачи, римски војсководачи, им се случуваат чуда во нивните домови. Блудници, грешници со секаква позадина. Сите тие дојдоа до исцеление само заради верата која има во Исус Христос. Оние кои ги пазеа сите можни обичаи во синагогата заради нивното неверие во Исус. Евангелистот пишува дека во нивниот крај, тоест во својот крај од кај што потекнува Исус, не можеше да направи многу чуда заради нивното неверие. А оние грешниците, таму се случува многу чуда заради нивната вера во Исус Христос. Верата е основата на се, затоа што друго ние и не можеме да дадеме. Верата и довербата во Бог е основата на апсолутно се. Друго ние и не можеме да дадеме. Авраам не можеше да даде син за Божиот план да се исполнеше. Не можеше. Авраам ќе видиме понатаму дека не беше ни во состојба да се завети тој со Бог, туку Бог се завети со Авраам.
толку е слаб човекот. Во 7 до 12 стих можеме да видиме дека Бог му кажува на Авраам што ќе се случи. Како треба да се случи уствари. И кога Авраам ги раздели тие жртви, ги расече тие животни кои требаше да ги донесе, гулабот и гутката ги стави на различни места, вели, а кога сонцето беше на залез, го совлада Авраам длабок сон. Во оригиналот вика падна во кома. Во еден таков сон падна. Во кома. И вели, го опфати голем мрак и го обзеде ужас. Колку јак, колку силен јазик е ова. Го опфати голем мрак и го обзеде ужас. Еве го ефектот на богојавление во Стариот Завет. Кога прво сонцето е на залез. Така почна од прилика секој хорор филм. Голем мрак и ужас. При речиси при секој запис за богојавление во Стариот Завет, го имаме црниот густ облак и ужасот кој го исполнува човекот кој е дел од тој настан. Но што се случува на реката Јордан? Пошто и на реката Јордан се случи богојавление. Нели? Црниот густ облак е заменет со Божиот син, кој е откриен пред нас и можеме да го допреме. Онака како што Јован напиша во своето послание, зборувам за оној кој го допрев, со кого јадев. За кого имаме глас од небото, кој го потврдува неговиот идентитет, глас кој го слушаме со нашите уши. И го имаме гулабот кој кротко се симнува врз синот, откривајќи го Божиот помазаник, оној кој ќе крштева со оган и со свет дух. Дух кој во вид на гулаб можеме да го видиме со нашите очи. Црниот облак го нема. Божјата слава, Бог е откриен. Новозаветното богојавление е најрадосниот момент за човекот, бидејќи Бог кој беше скриен во густ облак го направи невозможното. Наместо црн облак можеме да го видиме како еден од нас. Тој не обавата работа. А наместо ужас, нас не обзема радост и надеж, затоа што Бог го отвори патот за секој преку вера да пристапи во неговото присуство. Нема ужас, нема страв, има само надеж и радост. Исус се даде себе си за нас. И ефектот од тоа богојавление нема да има никаква сила за тебе денес, доколку твојата вера целосно не е положена на Бог. Целосно. Без разлика на колку осветена вода ќе испиеш, без разлика на се. Моделот според кој Бог ја гради својата заедница може да се види од самиот почеток во Авраам. Авраам поверува и тоа беше праведноста во која тој се облече. Авраам му поверува на Бог. Верата е основата на односот помеѓу Бог и човекот. Дали ти денес веруваш во Бог? Тој не зборам за некој формализам. Едноставно да припаѓаш во некоја заедница колку да припаѓаш. Дали твојот живот открива дека твојата вера е положена во Бог вистински? Дали ефектот на богојавление може да се види во твојот живот денес? Ефектот на тој мир, на таа радост, на таа светлина која треба да свети од тебе. Во продолжение Бог му кажа на Авраам дека неговите потомци ќе бидат робови 400 години. Му ветува син, а му вика слушај, многу скоро после да е син, тие сите потомци ќе бидат 400 години во робство. Но дека ќе се вратат. И нивното враќање ќе биде казна за народите во канаанската земја, а сега гревот и раситништвото на оваа заедница таму не е доволно, не го достигнало врвот. Јас овој дел го нареков вака. Ово е поглед во Божиот поглед на нештата. Тука Бог му открива на Авраам како тој ја гледа ситуацијата. Како прво, тајмингот, времето е совршено. Бог знае кога, Бог знае што, Бог знае како. Бог знае се. Мислиш дека Бог не знае што се случува во твојот живот? Мислиш дека Бог нема појма или не се секира? Мислиш дека молчењето од Бог е знак за неговата незаинтересираност?
Можеби во еден момент така се почувствува израелците кои беа робови во Египет. Но Господ таа состојба ја знаеше многу пред тој да се случи. Но Господ вети избавување и тоа и се случи. Овој дел завршува со еден прекрасен момент кој можеме да го видиме тука. Вели вака: а кога сонцето зајде и падна мрак, ете, дим како од печка и огнен пламен поминаа помеѓу оние делови, поминаа помеѓу жртвата која беше расечена на два дела. Во тој ден Господ направи завет со Авраам. Бог помина преку жртвата. Што значи тоа? Знаете, во старо време немало нотари да се склучуваат договори, немало адвокати. Договорите се склучувале на еден таков начин. При склучувањето на завет во времето на Авраам, двете страни кои го склучуваат заветот, го прават токму она што Авраам го припреми во тој ден. Тој зема жртви, ги подели на два дела, поделени животни на два дела и со склучување на заветот и ветувањето, послабиот ја зема клетвата врз себе. Знаете, од прилика секојаш во тие завети има појак и послаб. Овој послабиот ја зема клетвата врз себе и поминува преку тие измеѓу тие жртви и се заветува дека тој, ако не го исполни тој завет, тој се заветува и се законува да му се случи тоа што се случило на овие жртви преку кои тој преминува. Тоа од прилика клетвата што се случува во тој момент. Тоа што е шокантно во случката со Авраам е дека Бог ја презеде одговорноста на послабиот и тој помина преку жртвата. Тој е скандалот во оваа приказна. Авраам, кој беше послабиот, кој по сите правила, тој требаше да помине преку таа жртва. Господ го завзема местото на послабиот и се заветува. А каде Бог го исполни тој завет? Влегувањето во реката Јордан го означува исполнувањето на заветот кој Бог го даде врз себе. Бог се завети со себе, се заколна во себе, затоа што не постоеше нешто поголемо од него во кој тој можеше се завети и да се заколни. Но тој ја презеде одговорноста на послабиот. Его Господ во целост го исполни заветеното. Сепак тој ја плати и цената и го снајде судбината на жртвите. А влегувањето во реката Јордан, чинот на крштението, беше знакот дека Исус е дојден да го направи токму тоа, да го плати токму тоа, да го поднесе токму тоа прекршување на телото. Јован Крстител беше зачуден од Исус кој дојде да се крсти од него. Јован Крстител точно знаеше што значи тоа. Секој кој одеше да се крсти, требаше да ги исповеда своите греови, да бара спасение. А што бара Синот човечки тука? За кои греови тој доаѓа? Кога тој беше безгрешен. За греховите на сивот свет. Тој не го направи тоа метафорички само преку чинот на крштение. Тој ја понесе и казната за гревот и го изведе патот кој е познат како патот на Вија Долороса. Е тешкиот пат кој некој го одеше. Со вера во него. За нашите греови, јас и ти не мора да плаќаме. Затоа што не сме ни во состојба такво нешто да направиме. Нека пример ни биде Авраам. Та не можеше ни син да понуди, ни потомок да понуди. Господ и тоа можеше да го обезбеди. Едноставно простувањето за гревот го прифаќаме по вера, знаејќи дека Аврамовиот благослов е и наш благослов. А како што му ветува Бог на Аврам, наградата твоја ќе биде голема. Наградата го надминува здравјето за оваа година или среќата за оваа година. Тоа е многу ефтина награда. Наградата е обновениот живот во совршено и вечно заедништво со Бог. Местото за кое Бог те создал да бидеш од самиот почеток. Местото на кое твојот живот вистински се исполнува. Тоа е најголемата награда која сите очекуваме.
Црквата денес се нарекува заедницата на верните. Дали ти си дел денес од црквата формално или вистински, затоа што верата на прататкото Авраам и во тебе денес? Твојата праведност пред Бог повторно нема да се најде во твојата жртва и способност, туку во твојата вера во Бог и неговиот единствен син Исус Христос. Твојата праведност не се наоѓа во твоите дела. Во никој случај не можеш нешто да направиш за да бидеш праведен. Само твојата вера во тоа што Исус веќе го направи, тоа тебе те прави веќе праведен. Дали таа твоја вера е оној елемент кој ти носи голема радост, бидејќи знаеш дека е гаранција за твоето спасение и те носи радост која ниедна животна ситуација и неволја не може да ти ја одземе. Богојавление. Дали си го видел Бог на еден таков начин? Дали го имаш видено и искусено Бог на еден таков начин, да знаеш дека верата во Него е спасителна вера. Да знаеш дека довербата во Него не е празна. Да знаеш дека чекањето на Неговите ветувања не е заводно чекање. Како што знаеше и Авраам. Неговата доверба и вера во Бог му се засмета за праведност. Вистински го молам Бог сите да бидеме праведни, онака како што Авраам беше праведен. Нашата вера и доверба целосно да биде положена во Бог. Знаете, Господ ги преминува сите тие граници на времето и на просторот. То не го тангира Бог. Бог те повика во едно такво царство, засновано на верата, во еден таков однос, кој е заснован на верата во Него. Целосна доверба да дадеме во Него. Без разлика на тоа дали ќе разбереме се во целост во овој момент или нема да разбереме. Кога Авраам му поверува на Бог, тој не разбра се. Не постоеше момент кога Авраам разбра се. Беше многу прашалници, но тој му поверува на Бог и тоа беше неговата праведност. Нека тоа биде и нашата праведност. Нашата вера во Бог. Докога имате сомнеш, направете го и тоа што Авраам го направи. Прашајте го Бог. Господ не се плаши и не се крие. Тоа со сигурност го знам затоа што кога јас имав прашања, бев тинејџер, имав многу прашања за Бог. Многу предизвици за Бог имав јас. Јас пораснав во црква, имав многу прашањици. Знаете, мислам дека е страшно да го прашам Бог, да го предизвикам Бог. Мислам дека е страшно. Срамота е тоа да се направи. Нели? Бог на многу места и вели, испитај ме. Да ја положам неговата вера во Него. И да видиме како Бог се објавува на секој еден поединечно, без да мораме да одиме на реката Јордан, или да одиме на некое место, на трето, на пето место, или да се видиме со таа личност, со трета личност. Не. Бог тебе лично ти се објавува. Тоа е радосната вест за сите нас. Исус Христос тоа го возможи за сите нас. Нека се радуваме и нашата целосна доверба да ја положиме во Него во секоја ситуација во животот. Се надевам дека Господ навистина ќе ја положите вашата вера во Господ на еден таков начин. Ајде се молиме. Татко наш небесен, не ни останува ништо друго освен нашата целосна доверба да ја положиме во Тебе, Господе. Татко мој, нема што да Ти дадеме друго. Боже, сите наши дарови се припаѓа на Тебе, Господи. Што можеме, со каков дар можеме да Те купиме? Господи, сега и од секојаш Ти не повикуваш верата и довербата да ја положиме во Тебе, Господи. Од самиот почеток на Адам и Ева, преку Авраам, преку Мојсеј, преку сите тие пророци и конечно во Твојот син Исус Христос. Ти не повикуваш да се повериме во Тебе, Господи, да веруваме во Тебе. Нашата целосна доверба и сигурност да ја бараме во Тебе. И Ти, Твоите ветувања ќе ги исполниш, Боже мој. Црквата е доказ за Твоите делување и исполнување на сите Твои ветувања, Господи. Фала Ти, Боже мој, затоа што не си не оставил сами. Фала Ти за Светиот Дух, кој ни зборува секој ден, не придружува и е наш утешител низ патешествието на овој живот. Господи, верувам во Твоите вечни ветувања, верувам во обновата која Ти имаш за секој ден од нас и за цел свет.
Господе, остани со нас. Те молам, Свети Душе, пребај во нас и обнови го нашиот живот. Веруваме во Тебе и нашата целосно доверуваме во Тебе. Амен.